Здраво! Здраво! Ама що ви е вам? Кажете ни едно хубаво здраво! Здраво! Ама сакаме да слушнеме едно хубаво гласно здраво! Айде претерувайте много, па вие ми ви дупнахте ушите да ви се представим. Јас сум Боријан. Јас сум Димитар. Јас сум Актер. Сака да каже дека е гумец, како и јас. А како така? Можем да си правим што си сакам. Да, можеме да играме, да свириме и да пееме. А можеме и да ви направиме еден фокус препарантус. А можеме да имитираме различни животни. Жаба, лебед, тигър и маймун. Јас знам да имитирам маче. Еве, аф. Маче со говорна мана. А ја можам да намесам жица и да одам. Денес, специјално за вас, ќе ви отпеам една специјална песничка. Не може. Не. А малку хокус-покус? Не може ни хокус-покус. А да одам по жица може? Не, Боријан, ти ништо не разбираш. Не, Боријан, ти ништо не разбираш. Денеска треба да раскажеш една приказна. Не, приказна не може. Не е возможно дека не знаеш нито една приказна. Туту, што зборуваш? Па јас ги знам сите приказни на овој свет. Па супер! Сакам да ми ја раскажеш принцезата и зрното грашо. Па таа ја знам најдобро од сите. Па супер! Само, знаеш, се бидеш гумец не е. Туку, ај ние малку да се одмориме. Некои други нека не заменат нас. Во право си. Устава ми фати пена од гумството. Ајде сокче, а? Паметно, може. Чао! Здраво, деца. Здраво и од мене. Јас сум Огнен. А јас сум Мата и ние сме глумци. Сме многу чил. Тука сме да разпееме една најубава песничка. Ти изгреши, тоа е за крај. Сега треба приказна да разкажеш. Да бе, а која приказна требаше? Принцезата и зрното гража. Да ја знам, одлично ја знам. Па почни. Принцезата и зрното прашок. Земала една принцеза да пере и леле мори мајко нема прашок. Ќе правиме се? Вика принцезата појде пред по прашок си рекла. Леле, Огнен, што зборуваш? Па приказната ич не е така. Зрното грашок, а не прашок. Значи зрното грашок и принцезата со Снежана. Абе, каква Снежана? Па поканина на гости, на ручек со грашок. Абе, каков ручек, што чопаш? Нема Снежана у таа приказна. Матеја, сега те отразам. Ти сега само принцезата и зрното грашок. Аман, дека да, таа чест. Па таа ја се знам најдобро, од најдобро од сите. Па почни веќе еднаш. Значи си била една принцеза и таа принцеза се тоа пунце и си викала јас сум принцеза. Леле мори мајко. Што? Видео да зрнце грашок, го земало од земја, му реко зрнце грашок, зашто имаш толку големи очи. Зрнце изговорило, да не можем прво да те лапнем. Што? Не е така приказната. Ти ги измешаш сите приказни. Ај порано испени една песничка. Не бе песничка, не ми се пее сега. Па што ке правиме? Сокче? Шуботите. Ајде.
нашиот летен детски аматерски театар од село Љубојно. Инаку веќе трето лето со душа и на цел глас живка во дружењето со вас. Меѓу нас со штрас, трас, пляс и газ. Абе тоа е срамотно. Па требаше да кажеш бас. Ама кај мене пишува газ. Дој да видиш. И стварно, и тоа пред цела публика, па зарем не ти текна дека е печатна грешка? Каква е грешка? Печатна, тоа е кога некој сакал да напише еден збор, но случајно во брзање погрешил и напишал друг збор. А кој збор сакал да го напише? Еве, бас, како бас гитара, ти текнува? И кој збор погрешка го напише? Леле Ивана, па веќе два пати го кажа на цел глас. Глас. Баш си смотана и ти. Смешка се преправи се дека ништо не се случило. Како вие наситела ли? Баш така. Одличен пример. Значи, почитуван публикуме, драги гости, пријатели, роднини, мили деца и останати. Вечерва премиерно. Премиерно, Мори, премиерно. Кој премиер? Абе каков премиер? Премиерно, а не премиерно. Леле, што значи тоа? Јас на телевизија само за премиерот сум чула. Не сум го чула тој збор премиерно. Тоа значи дека оваа представа ќе се прикажува за прв пат сега и тука. И подобро почни да читаш лектири зашто така се учат нови зборови, а не со ТВ серии плях. Да бе, се знаеш ти. Па знам повеќе од тебе. Например, си ја читала ли Заспаната убавица од браќата Грим? Абе ете, сум го гледала цртаниот. Браво. И што свати? Абе се свати. Си била еднаш една принцеза и си се шескала по улица и си пела Јас сум принцеза. Како не? Чекај, ми текна. Си била една принцеза. Принцезата си била заробена во кула. И еден ден почнала да ја боли главата. Многу ја болела. И слугинката ти рекла, але, да ти дој сам еден ап за глата, може ке ти поможи. Може, и рекла принцезата. Ама погрешка, слугинката и донала ап за спијање. И оп, принцезата заспала. И така секој ден. Потоа почнале да ја викаат Заспаната убавица. Доста. Ке ме мрдни од умот твоето незнаење интелект. Кој? Тој си патичниот од премалку? Абе твојот интелект, ум, памет, мозок, чак ти са? Ајде бегај пред да те манам со нешто. Леле, ма, што си напната? Ајде, си одам. Ајде вие со квизот, ние си отидам. Седни, ајде. Да, дај го не. Да оди понапред. Не, можеш така. Молам. Оди на земја. Оди там. Седни там. Кај се овие? Требаше да дојдат до сега. Тато, дај ми квиз. Кај се овие? Требаше да дојдат до сега. Кој? Овие учесниците во квизот над преварувачите. И кога почне представата, ќе има квиз емисија. Онака на кратко. Која се вика Погоди кој е вистинскиот Пинокио. Еве ги, молам, представете се. Добро вечер, јас сум Пинокио, примерен, умен и одличен ученик со сите петки. Добро вечер, јас сум Пинокио, примерен и одличен ученик со сите петки. Добро вечер, јас сум Зорки. Но тебе те нема во сценариото? Петар Пан летна и тну за Ленојдија. Мене ме пратија на замена, значи јас сум Пинокио.
Баш убаво од тебе што си му се нашол во неволја на другачето, па си дошол на негово место. А значи ти си ученик... Школијата удолу. Не, како што рекол останатите, примерен... Време, кога време на пантоните, иначе ќе видите 2 полни месечини. Не соки злато, како што... Ти треба да кажеш, јас сум Пинокио и дали имаш петки? Патки! Имахме порано, дедо ми имаше 20. Море и појки од 20 да не беа, 25 може беа. Аха, значи 20 и... Сега нема ништо, се запусти селото и од овие скопјани за викенд шујде преку глани, се натерва, се прче Бог да чува од них. Добро, ај ти седни си на клупата и мочи си сега. Срамота е прелуѓе, има кај те најде тебе да те кладе вака невоспитана за водителка или нешто ме најде. Ајде одиме на последниот преварувач, а тоа е... Браво, јас сум Пинокио, умен и добар ученик. Ти на некој струмички диалект да не зборуваш дете. Sorry, I only speak English and malo македонски. Гутен морген, ајде сите да го поздравиме Пинокио. Гутен морген, Пинокио! Тоа не германски значи добро утро, good evening се кажува на English. Ваше писмена водителкава. Ај седни си на столчето и мочи си. Пак ти тајде, как ти ја пуштам? Софија, ако пробаш да зборуваш безобразни работи, ќе да ставам во ќош. Еј, точно да го видам, ова е принат. Сидој нема, значи нема нијакви, не сме училница. Море, ај на кругот ќе ти најдам ќош и таму ќе те пикнам. Еј, нека ти биде. Значи, тука сме да откриеме кој е вистинскиот Пинокио и е навистина примерен, умен, одличен ученик со сите петки. И почнуваме со прашањата. Во цртаните Шрек 1, Шрек 2, Шрек 3, Шрек 4, Шрек 5, Шрек 6... Шестиот уште не снимам. Соки! Како се вика девојката на Шрек? Под А Покахонтас, под Б Фиона, под Г Олаф. Може ли да го искористам джокерот појке пријател? Може. Zan! Zan! Allora padre, a cosa bella Shrek incono tutti. Ravioli, macaroni e pizza capricciosa. 1 con tassa, 2 fionita, 3 olafina. Gracias padre, gracias. Мојот конечен одговор е Покахонтас. Одговорот е точен! Вировте публико точно и чисто како соуза! Фиона под Б, за ова работа мора да разговараме со режисиорот. Повикајте го режисиорот, режисерковски ве молам. Што е работата? Што е работата? Себе напишав, треба ли да ви нацртам, Извинете, господин режисиор, имаме дилема околу првото прашање. Во сценариото пишува дека одговорот е под А публиката вика под Б. Микрофонот! А што пишува овде? Што пишува? Кажете ми, водителка, што пишува овде? 2. 2, нели? Да, па сигурно се дека ова е бројката 2. А кое прашање вие му го поставите на преварувачот? 1. Што значи? Требаше да го погледнам одговором на првото прашање, а не на второто. Извинете, господин режисиор, но јас малку сум се збунила. Оди, освежи се малку, јонака на тебе. Самена. Добро вечер, јас сум новата водителка Муци Цуци Цуци Мацановска. Селфи! О, да, ова е мојот личен маникир и педикир кој секи дори со мене. Селфи! Продолжуваме со прашањата. Госпоđа Пепелашка, извинете, вие сте многу млада за бъдете госпоđа како мене. Значи, вие Путра Пепелашка Прашковска, според кој детергент е именува цртаниот филм за малата сирена? Ариел, Бојана или
или Бонукс? Бонус! Моята майка се труди да ми възможи здрав и органски живот. Затоа ми дава да ядам само ябълко за доручок, 2 моркови за ручок и чай от кленава за вечера. Ние користиме домашен свински сапун и за перење и за забивање. Дали може да искористам джокен? Дали може помошат публиката? Секако дека може, Цуцо. Публико, кој детергент е малата сирена? Бонус! Бонус! Тоа е со 103% така. Сигурност. Кој е твојот конечен одговор, Пепелашке? 103%. Некако не сум сигурна. Наша најмила и парталава Пепелашке, 103% се многу, најмногу проценти што може да ги замисли некоја луда глава. Па добро, мојот конечен одговор е под П. Ариел. Аплауз! Одиме на следниот надпреварувач. Илса, Цуцо, дали знаеш? Цуцо! If you make another selfie, I'll freeze you. Мола! Има злато, дојди кажи што рече Илса. If you make another selfie, I'll freeze you. Ема, па да знаеш шведски немаше да те викнам. Преведи ми, Цуцо, не да ми повторуваш. Ако направиш еще една селфи, да замрзнем. Извини, само одрежа ме, барат. Да, добро. Одружината ми отида да бегаме што побрзо от Драган Михайлошко Волчковци. Бегай, тие са на лошите. Здраво, деца, јас сум лошиот и главниот волк од трите прасиња. Јас сум од сетом терариња. А јас од Црвенката. А јас сум од Црвенката. Нема најде. Оспаната обавица нема таков волк. Од заспаната обавица епа нема таков волк. Има таков волк, само да ставате трија од шумата. Епа добро. Што сте се скрили? Како мача под кошулот? Ајде кажувајте каде се кријат прасињата од тие васки узериме. Полека, Марку, има деца во публиката. Марко, не те лапнеше Црвенката. Не ти текна дека и таа е дете. Па Црвенката не е дете. Епа што е, да не е магаре? Мама, дете? Баба ми скаже дека Црвенката не е дете. Епа што е? Чупе! Добро. Тато! Нема да види пингвини! Нема да види пингвини! Каде се? Неки во небото ги има во гнездото. Во кој гнездо? Во балконот. Тоа се ласовице. Пингвините живат во Австралија. Во Австралија? Да. Кенгурите? Не. Ја шокајте и каморската крава. Ајде, чао!
Безбедно е, ајде продолжи со квизот. Си отидала волците. Браво, пуцки, сами сме. Да, сами сме безбедно. Да, селфи. Дај да видам. Ми личи дека не сум безбржила муцата долу. Да, ајде, дојди. И што е ова во позадина на сликата како некој селенски крот? Лиле, пуци, вон земја, да не се тоа? Мислиш дека тие зелени вонземјанци со зелени заби и не средни лакирани ногти? Лиле, пуци, изгледат тие се, да бегаме, ајде! Ама е носам торпијата, порам да им ги средам ногтите. Чекај! Малиот при! Здраво! Која планета ли сум слезала овој пат? На Земјата, во Преспа. Убаво место, но некако пусто осамено. Каде се луѓето? Се иселија. Човек се чувствува малку осамен тука некако, како да си сам. Како да се чувствува зависи само од тебе. Човекот често се чувствува осамен кога е и помеѓу луѓето. Ти си многу смешно животно. Тенка си како прс. Јас сум змија и сум тенка, но сум многу силна. Силна? Не си ти многу силна. Немаш ни нозе, не можеш да патуваш. Изгледот може понекогаш да те излажи, иако немам нозе, јас сум силна и можам да патувам каде што сакам. Баш интересно, но знаеш, јас можам да патувам каде сакам, на било која планета, секаде. Ти доаѓаш од звездите? Онаа звезда. Еве ја, токму над нас, а всушност е многу далеко. Овде понекогаш ми се причинува како да можам да ги фатам звездите. Посакувај секој ден, замисли си дека ги фаќаш, на крајот ќе ти се оствари. Ти благодарам за дружењето, до гледање. До гледање. Откаде се појави ти малма трапнику? Јас сум кралицата на оваа планета. Ајде ближи се да те видам подобро. Продевањето во присуство на кралицата. Продевањето во присуство на кралицата. Спротивно на прописите. Јас тоа ти го забранувам. Но не можам да се воздржам. Тогаш ти не ледувам да се продеваш. Па веќе не можам, се устремив. Млад поданику, јас! Ако му наредам на некој генерал да се претвори во морска птица или да лета од цвет на цвет како пеперутка, тој тоа ќе го направи, не разбираш? Може да ме прашам нешто? Ти не редувам да ме прашаш. Кралице, над што влаете вие? Над се. Но на оваа планета не живее никој друг. Ја прочитав од крај до крај. А и мене веќе ми е зодено, сакам да отпатувам негде. Не, оди, ќе те поставам за министер. На што? На правдата. Но нема на кого да му судам, на оваа планета не живее никој друг. Тој ти сам на себе ќе се судиш. Тоа е најтешко. Но јас можам да судам било каде, не мора да седам тука. Тој ќе те поставам за амбасадор. Колку се чудни вие возрастните, но јас сепак ќе си продолжам по својот пат. Браво! Вино пијам, ракија. Вино пијам. Браво, јас сум малиот принц. Вино пијам. Здраво, јас сум малиот принц. Вино пијам. Ракија. Здраво, јас сум малиот принц. Што збор? Па мене
мене некако дупло ми се гледа. Не ми се полиш малко. Всъщност аз бях по-мал, но пораснав от толкова шетане от планета на звезда и аз малиот принц пораснав. Мре. Сушто вера на денес бре мајката. А туа, шо правиш? Шо да правим? Шо ке мало големите принцеи ко тебе шо прават? Истражуваат и учат нови работи. Абе, ајде. А брак ја пиеш? Ја, секако дека не. Пивце, винце, пиво, црвено, розево. Вие възрастните сте много чудни. Кај се видело мало дете да пие алкохол? Ништо не станува. Ништо. Каков маж ке стане од тебе ако не пиеш? Мора малку да пиеш. А вие пиете ли? Јас? А зошто пиете? За да заборавам. Што да заборавите? Што да заборавам? Да заборавам, оти ми е срам. Срам. Од што ви е срам? Од што пијам ми е срам. Ај, со ѓупци војна не се води. Ништо не станува од вас. Ништо. Ај, бегај од тука. Добро вечер. Се прашувам дали ја погодив представата овој пат. Знаете, минатата година малку се изгубив, па наместо да ја однесам кошничката на баба ни, летав во една чудесна земја. Таму замислете, животните зборуваа и имаа чувства, а и запознав една нова другарка која се викаше Алиса, а од неја научив многу корисни работи. Се сеќавам, таа ми кажуваше дека животните се наши пријатели, треба да им помагаме, да им даваме храна и многу да ги сакаме. Тие воопшто не се страшни, бар не колку нас луѓето. А знаете ли дека од луѓето се плашат сите животни? Сепак мене уште ми е страх од лошиот волк. Ајде, ќе си одам пак да не се појави. Шрек. Стигнав при фарфаровој дом, умрев од пешачење. Чекајте воздух да земји. Не знам. Гледаш ли замок негде во близина? Ја, тука гледам, само не гледам. Ама какви јаболка тука има, опитате да си ги излезеш. Абе ти само на јадење мислиш. Колку пати треба? Мораме побрзо да стигнеме во фарфаровој. Тоа е на крај на светот. Сигурно е тука некаде. Аха, да, но Штрек, зошто потема мојот магалешки бит не е многу познат по добра меморија. Ама за инат цареви сме. Доки, ти мене ме дриблаш како Меси Роналдо? Колку пати ти реков, морам побрзо да стигнем во фарфаровој, иначе Фиона ќе ме отапи. Оти бе, Бозем. Па нели јас имам три близначиња, орчиња код дечиња, кои годинава завршуват четврто оделение? Имаш Па екстерно? екстерно. Да, утре стигаат прашањата за екстерно. Ако не им помогнам на децата со учење, што правиме? 30. Фиона не може сама да постигне, дедо ми се претвори во жаба, баба ми избега со Џастин Бибер. Кај го најде па него. Незгодна работа, Штрек. Ај, озбилна. Чекај да видам на мојот на Google Maps каде сме во моментот. На Google Maps? Да, па си имам GPS. Шо збориш? Не, чекај, ќути сега, не ме деконцентрирај. Ќорсакак. Ќорсакак, шо е да? Слепа улица. Пат кој завршува пред тебе и не води никада. Па што со патот? На Маркова нога сме. Маркова нога? Па тоа е на крај на светот. Да, значи сме го поминале far away. Ајде, Рикверц. Рикверц, Штрек, добро знаеш дека
дека магаринјата не го можеш да дадат на нас. Не се подбивај со мене. Ајде замисли се свртеш и појдеш назад. Така ќе можеш ли? Ти си многу умен, а јас пак многу убав. Идеална комбинација. Бабо, да не поминае од тука зелени едно магаре? Дали поминае зелени магаре? Шо велиш, бабе? Зелени магаре! Шо сум? Магаре! Според ти си магаре, конју еден невоспитан. Да ги те фатам со стапот по тило. Леле, бабо, чекај полека малку. Не реков дека ти си магаре, туку прашав дали од тука помина магаре. Помина? Шо не кажеш така? Помина, како не помина, удобно иде. А ти чив си? Јас сум мачарот во чизми. Многу сум познат. Има и во приказните. А со буците кајаш? Не се буци тоа, бабо. Ова се убави модерни чизми. Крстеци модерни си. Еднако буци ми се пуле. Од вадење да идиш, вода има? Не бе, бабо, не сум од овој крај. Крај со крај. Не можеме да врзиме со јабокат. А што си овде спасе мој толку млад. Цела стока на моја глава остај. А јас што бев млада, лична годаница, преспанска убајца. Кој можеш и сакаше да ме земи. Ама немој се сите да постигнеш. О, баш ми е жал, бабичка. Ама ти се уште си млада и со бистару. Само уште и ушите да си ги изчистиш, може би не е касно да се премажиш. Велам, не е касно да се мажиш пак. Да се мажам пак? Кај тио и умове, мачоре. Ајде, опасна си ти. Да немаш некој дечко, а? Дечко? Немам дечко. Немаш дечко? Немам дечко. Имам симпатија. Патија? Да, Стојче однаколе си ми веќе симпатија. Веќе 30 години. Ама ми е срам да му кажа. Ај, баба да те има. Туку дојде на кафе и сега ти раскажа. Може, тамани јас да се одморам. Ама, собој буците од ти стапа казај. Пак ти буци. Убави модерни чизми се тоа, бабо. А жими тебе ми рече, не ми кажа, вода за вадење има или нема? Абе, бабо. Јути! Господине режисьор, повели Марија, кажи, вие се уште не им кажавте на глумците со кој текст ќе настапиме вечерва. Не сакам да раскажувам приказки. Ај доста ми од представи вечер, јас сакам да спам песничка. Но господине режисьор, овие деца се дојдени за приказна, а вие сте раскажувач. И не може сега од некаде би паднало на памет ви се пее песничка. Ова сериозна работа. Доста, Марија, па што може, а што не може? Јас кажувам, а не ти. Ама вие не сте пејач, вие сте раскажувач. Не сум пејач. Колку пати јас сум настапувал и пеел, а би подобро од Джастин Бибер сум. Тоа не, па сите знаат дека никој не пее подобро од Джастин Бибер. Певе јас пеам подобро. А каде сте настапувале? До сега. Сум настапувал 100-200 пати до сега и тоа на многу места. Јас сум навистина изненадена. До сега не сум било нито еден ваш настап. А каде сте настапувале? Сега да сум настапувал. Најчесто сум настапувал по туш кога се бањам. Кога се бањате? Па нормално, што барам по туш ако не се бањам? Сум настапувал на задното седиште во колата на татко. Во колата на татко ви? Не само во таа кола, во секоја кола каде што сум се возала свирало радио.
Ай сум настапила пред компјутер со слушалки на ушите, пред телевизор во дует со сестра ми и на караоке роден ден. Па добро, признавам дека сте имале многу пеачки настапи. Па да, многу, тоа и ти велам. Затоа вечер сакам да настапам со една песничка. Ке настапувате ли соло? Соло! Кој е тој? Не, сам ќе настапувам. Па тоа е ве прашав, дали ке настапувате соло? Аман бе Марија, ти реков, не сакам да настапувам со никој друг, па ниту ни со тој. Прочем, кој е тој? Сам ќе настапувам. Па тоа е ве прашав, господине режисиор. Впрочем, соло значи сам. Па што ми вртиш тогаш соло моло? Речи сам. Добро. Туку, знаеш, малку ми е срам пред толку луѓе сам да испевам песничка. Ајде, викни ги единците. Одма, господине режисиор.